Грижата за македонскиот јазик која покажуваат градоначалниците на сосема завидно ниво. Членовите на Советот редовно им изразуваат особена благодарност за начинот на кој тие при работата внимаваат на употребата на наменските честички. Одговорот е ќе биде, ќе се стави, ќе се разгледа, ќе се... тоа ќе некако многу мене ми боде во очи. Изгледа дека ваквиот светол пример на примена на неменливи зборови кои се придодаваат за да го засилат значењето, го следат многумина директни избраници на народот, кога резултатите би се пресметувале врз основа на зачестеноста во нивното користење. Тогаш реизборот не би требало да биде доведен во прашање. Сето друго кое што го набројувате е само ќе аплицираме, можеме да ги искористиме во иднина, па вие 3 години тоа слушаме, 3 години работи да набројувам тука колку уште ветеле ништо нема реализирано. Само ќе биде, сега ќе правиме ребаланс, со новиот ребаланс вака ќе направиме. Граначално вие зборите за нероден петко. Кроењето на капата некаде и да се сака не може да се направи, оти не достига локалниот петко. Тој не само што не ги удостојува со своето присуство, туку не им излегува во пресред, барем да им го даде шнитот, за да може нормално да се вршат шнајдерските задачи. Значи, ние денес побаравме обични информации. Дали ќе ни ги дајте или не, тоа е ваше. А тоа што заради пандемијата, ајде да речеме, 8 месеци како советници, немаме видено градоначалник, тоа не можете ние да ни кажете од оваа говорница дека не смееме да го бараме. Но и империјата знае да го возврати ударот од интересот за дискусија и за партиципација во дебата се појавува единствено кога на седниците на Советот се присутни камерите. Кога ги нема, тогаш советниците ја губат волјата и желбата да се занимаваат со проблемите на своите сограѓани. Го донесовте урбанистичкиот план за село на Росум, за кој што беше 2 пати организиран јавна расправа. Колку присутни? Кажете вие кој од вас беше на јавната расправа? Еден нека дигне рака. Дигнете рака, ајде кој беше на јавната расправа? И не само што ги нема тогаш кога се непотребни, туку и кога се надвор од општинската зграда. На секаков можен начин ја прикажуваат сопствената одговорност и служат како вистински пример за граѓаните за тоа како и тие би требало да се однесуваат кон својата општина. А за жал во овој совет има многу примери, кај што одредени членови на советот се однесуваат ко кападахи. И паркираат, и застануваат, кој каде сака, како сака. Но тоа е нашиот ментален склоп. Не сакам да посочувам лично, бидејќи еднаш посочував. Ако почнам сите, повеќе од половина ќе ги посочам тука. И на крајот, кога целиот круг на одговорност ќе биде свртен, се стигнува до најточната локација. Ова конкретно тука што се тушка бината, тука од зграда го фрли од комшиите. И ги имам видено, така да пола ѓубреме полесно надвор да го фрлат некој континер. Фотилјата од тука од комшија, па ако забелја свиги на чикам кога го фрлаат ѓубрето, така да до народот. Тој, ете се гледа како одлучува да внимава на својата животна средина, а тоа се забележува и преку изборот на средства со кои решава да одржува политичката хигиена. И навистина, не е до советниците или до градоначалниците, оти забелја и тие го имаат видено. Се е до него, до народот.